Повелете прашања за новинарите. Ќе организират протест на 9 мај? Секакви се шпекулациите во јавноста, протест во мај месец ќе има, не виден досега во Република Македонија. А датумот ќе го определиме заедно со граѓаните надвор од строго вратите на политиката. Повелете? Денеска се појавија во медиумите информации дека наводно вие како лидер на партијата сте дале снимки до сите владици и исто така и до поранишниот декан на факултетот Борче Давидковски. Дали е тоа точно и ваш коментар за овие пишувања? Не е точно тоа. Немаме дадено снимки за кон луѓето кои што ги посочивте во вашето прашање. Други прашања повелете? Дали може би знаете за кој на вас збор во снимкиве? Не ве слушав. Третиот разговор кој што го слушнавте потврдува криење на опремата кој што поседува МВР. Разговорот е воден 30 април 2012 пред вечеријето, пред апсењето на осумничените за монструм. Тоа ќе биде дел од доказите кои што ќе бидат споделени во јавноста. Повелете? Овде Бранко? Каков е ставот на СДСМ околу изградба на руски гасовод во Македонија, со оглед на тоа што бивте споменуван во руските медиуми дека не се согласувате баш со таа идеја? Струмица користи руски газ преку бугарскиот гасоводен систем. Ние како Социјалдемократски сојуз и опозицијата не се согласуваме да зависни само од еден извор, тоа што е проблемот на Европската Унија. Затоа предлагаме и инсистираме трансатлантик гасоводниот систем, кој што поминува на неколку километри од нашата јужна граница, да биде плюс алтернатива, а не дополнителна алтернатива да биде повторно турскиот, кој што доаѓа од исти извор. Мора да имаме опции. Што ако во зима се налути Русија и го секне гасот? Мора да имаме алтернатива. Тоа е предлогот кој што опозицијата го дава на конкурентни основи. Повелете? Господин Заев, како ги коментирате настаните кога веќе имаме полициски акции во села кои што претежно се во региони кај што се во погранични региони, исто така и обвинување дека во Македонија има терористи кои што влегуваат од соседните земји. Дали тука веќе како коментирате вие, дали тука веќе сакаме да создаваме, наводно тие што ги кажуваат тие изјави, да создаваме тензии и меѓуетнички, но и меѓу соседски? Прошетете во Гошинце, во селата околу Гошинце, ќе ви кажат луѓето со многу слични зборови кои што јас и опозицијата зборуваме. Ние нема да дозволиме, велат луѓето, нешто да го наруши тоа што ни е важно во моментот, а тоа е единството помеѓу сите етнички заедници. Јас само ќе кажем вака. Прво ќе повторам тоа што го кажав. И да е искреирано сценарио на власт, а и да е случување кое што е вистинито, одговорност мора да понесе власт. При тоа, знаат и самите, а доказите стигнуваат се повеќе и повеќе во СДСМ, се навлечени во глупости со самиот предмет, кој што не ми дава за право до крај да обелоденам и да потврдам, оти ги немам комплетните докази и имам силни индикации дека ова е зла мисла кон нашата Македонија. И затоа ќе упатам порака. Граѓаните нема да дозволат, опозицијата нема да дозволи. Ова е невозможно злобно сценарио кој што некој мисли да го прави во државата. Ние ги имаме комплетните листинзи на оружјето кое што недостасува. Како се спровела акцијата да откријат 10 пиштоли. Како тоа е влезено во кој кук и како е организирано. Ова го кажувам не заради тоа што ние сме МВР. Информациите стигат од луѓето сака да се заштитат и да го заштитат својот образ и дигнитет. Албанскиот народ кон македонскиот народ вика: ало, не сме ние. Ние сме заедно во оваа наша земја. Немојте кон нас да го посечувате прстот. И тоа треба да го прифатиме сите. Апсолутно имаме заедништво, имаме сплотеност како никогаш досега.
и ниту Сашо Мијалков, ниту не знам какви структури, ниту било какви замисли можат да го нарушат тоа што го имаме овде, оваа пролет во Република Македонија. И обврска е на сите да го искористиме. Како што рече еден мој драг колега во извршниот одбор, имаме досега држава една со две општества, да направиме една држава, едно општество. Заедно сите да ја градиме Македонија. Повелете. Господине Заев, германската амбасадорка даде една изјава, всушност на некој начин исцрта една линија, понуди решенија околу тоа како да се надмине политичката криза во која земјава повеќе од 3 месеци. Па еве, дали ќе коментирате оваа изјава? Нормално и за вас, представниците за медиумите, и за нас како политичари, но најверојатно и за граѓаните, дипломатскиот речник кој долго време го употребуваше меѓународната заедница е разбирлив. Зошто? Не сакат директно да се инволвират во процесите кои што треба државата сама да ги реши, а тие се тука како пријатели на Македонија да помогнат. Ама помина и тоа време. Ѓон Образ не разбира ништо и почна подиректно здравје од ова укажување дека за оставки, диалог нема потреба да се води. За да може да се разреши политичката криза, мора да има решение на правниот дел од кризата. Овој дел, Јован Илиевски, е тој кој што ја носи одлуката со матичниот обвинител. Тој е баџанак на Сашо Мијалков. И истовремено, заедно со Јован Илиевски, е Зврлевски. Е сега, баџанакот на Сашо Мијалков, што одлука ќе донесе наспроти заедно? Ќе биде тоа обвинителен акт или ќе отфрли кривичната пријава? Толку е едноставно, толку е разбирливо. Не знам како луѓето, како пријатели на Македонија, попрецизно да кажат од тоа што го зборуват. Ова е директна порака и најверојатно конечни пораки да преземат чекори за да се почне со разрешување на политичката криза. И истовремено порака која што во секоја нормална демократија мора да ја практикува власта. Ај што немаме ние нормална демократија, но и после сите укажувања мораме со прст да покажат кон нас, кон нашата македонска диктатура која што постои автократски систем, со прецизни зборови да појаснат, за секако да се подмрдне некој чекор и оваа мачнотија која што трпи целиот наш народ и земја, конечно да се придвижува кон својот завршеток. Повелете? Господине Заев, спомнавте дека ќе има голем протест од невидени размери. Меѓутоа, вчера се појави една информација по порталите дека ќе се стационирате пред владата. Колку е тоа вистина? Ќе кампувате ли таму? Еве вака. Не е целисходно опозицијата своето сценарио да го организира од неколку причини. Не е паметно да го соопштиме, да го објави. Не е паметно да го објавиме тоа. И второ, мислам дека не е наше монополско право борбата за слобода и демократија. Тоа право го има секој граѓанин без разлика каде припаѓа, дали е во невладина организација, дали е во делот на фелите интелектуални, работничките фели во државата или било кој. Ако барате народ да ви се приклучи, ќе го консултирате тој народ за каков вид на сценарио, како тоа да се направи, како би било успешно. Затоа, во мај месец голем протест ќе има. Тоа го знаат сите, заради тоа што гневот расте. Ние се обидуваме по улиците низ градовите во внатрешноста, но тоа може до одреден момент да се обидуваме. После тоа ќе се истори народ на улици по главниот град. И овде нема застанување и секако сите знаат дека во ваква атмосфера, со вака фатена власта на дело, кога сите знаат дека е готово, дека досега требаше да заборавиме како се паднати оставки за минала власта. Ова не може да е протест. Одлично, многу бевме, добро се однесувавме, ајде до гледање, пак ќе се види. Ова ќе биде поинаков протест. Ве прашав дали ќе се стационирате со кампови пред влада. Дополнително. Дека немаме сценарија утврдени што тоа ќе се случува на самиот протест. Значи немаме утврдени сценарија, но едно знам и тоа го соопштив. Дека ова нема да е протест, дојдени сме сите тука, ќе испротестираме и ќе си одиме. Не. А какви ќе биде сценаријата, заедно ќе одлучиме. Повелете сме.
Господине Заев, овие 13 разговори што ги слушнавме, најавивте дека ова се докази за прислушување денеска, за нарачување прислушување, но ние слушнавме докази како се носел или се подготвувал законот за следење на комуникациите. Дали ова се сите докази или вие имате конкретни разговори каде што може да се слушне дека некој нарачувал ова што во овие Excel табели го видовме? Еве вака. Секако во делот на објавувањето пред јавноста на доказите ние мораме да се водиме од законските нормативи. Како што видовте, во едната Excel табела покажавме еден лист, а доставивме цел пакет. Во втората Excel табела доставивме преку 100.000 страници, односно 100.000 конкретни разговори на преку 10.000 страници, а покажавме неко 14 страници. Зошто? Заради тоа што некогаш во тие разговори има нешто кое што не се објавува, од лична природа, од природа на законито недозволено објавување, но е доставено до јавното обвинителство. Разговорите 13 беа за да докажеме како власта преку телефонските разговори го штитела системот за преслушување кој што постои во МВР, додека се носел самиот закон. Како се организирале да добијат минимум најава на комисијата, да не биде тоа ад хок акција на изненадување и да ги фатат на лице место. Имате еден разговор со господинот Стојменов, каде што се обидуваат, ќе ослушнете целиот разговор, да уловат одреден поединец за одредена нивна намера и Емил Стојменов ги кажува сите планови како тоа се прави. Сашо вели, абе дај ми име и презиме и неговиот телефон и ќе видиме дали е тој. Имате и конкретен дел, исто така. Тоа се делот на снимките кои што ќе ги објавиме. Тоа што ќе оди до јавно обвинителство во наредните фази од правосудниот процес, во судство, и тоа што конечно ќе се врати во државата, се секако плюс докази, постојат уште докази, кои што мислиме, заедно со адвокатскиот тим и правните служби во СДСМ, дека недозволиво, односно е резка границата на дозволивоста на објавување на таков вид на докази. Ви благодарам. Други прашања дали има? Господин Заев, да ве вратам малку поназад со тоа во прашањето на колешката, но иако го немате сценариото за протестот, но дали во сегашното сценарија до протестот ќе објавите тоа што едва го чека целиот народ? Не етнички или етнички албанци или македонци, за монструм и така натаму. Еве вака. До пред тој протест. Следуваат сензитивни материјали, тоа јас јавно го објавив. Тие сензитивни материјали, сензитивноста ја предизвикуваат заради тоа што темата која што ја најавуваат е сензитивна, очекувана од граѓаните. Овде е случајот со Смилковско езеро, ако тоа прашувате. Овде е Никола Младенов, што тоа се случило, вистината за таа работа. Овде е Мартин Ешковски, што тоа се случило на тој 6 јуни 2011 година, сабајлето рано, после победата на ВМРО ДПМН. Овде е името и да не ви кажувам се. Молам? Да, да. Вистината ќе ја споделиме до граѓаните и ќе се случат протести. До крај. Повелете, дали има други прашања? Повелете? Две прашања за два случаи кои што сега ги спомнавте. Која е улогата на опремата на УБК во расчистувањето на Монструм и зашто била криена? И второ, слушнавме дека мобилниот телефон на некој пријател на господин Котевски може одма да се најде. Мобилниот телефон на колегата Младенов се уште не е најден. Има ли докази дека УБК е меша? Ќе дозволите кога ќе соопштиме тие два поединечни пакети, еве за кои што јавно зборуваме дека ќе ги објавиме, таму ќе ги видите сите детали. Што се случувало, што е вистината и народот ќе носи оценка. Ние не сме истражни служби нешто да квалификуваме или оцениме. Но вистината ја ветивме и ќе ја споделиме. Така да, во делот на тоа каква опрема тие криеле или слично, ќе ви стане јасно кога ќе го објавиме случајот со убиството на Смилковското езеро и секако случајот со Никола Младенов, кога тоа ќе го објавиме, ќе ви биде исто така јасно. Други прашања дали има? Има, повелете. Ве молам за трпение уште малку на сите. Ве молам само да го уклучат микрофонот. Објавивте аудио снимка меѓу Гордана Јанкуловска и Сашо Мијалков како признава дека случајот Сопот е монтиран случај, дека нема никакви документи и докази дека сторителите се тие кои се
уапсени и добија 10 години затвор. Знаеме дека случајот се случи во времето кога вашата партија беше на власт. Дали ќе барат одговорност од тие луѓе и дали ќе им се извинете јавно на овие кои веќе 10 години невини лежеа во затворите? Прво, драго ми е што го поставувате прашањето, тоа потврдува дека немаме калкулации при објавувањето на вистината. Таа вистина е болна многу често е радосна за многу луѓе кои што ја осознаваат вистината, но премногу е драгоцена и е незаменлива. СДСМ и цела како тогашна власт не може да биде виновна. Поединци може би биле виновни заради тоа што индицирале одредени докази. Пресудите и постапките знаеме како се носеле во процесот понатаму. Премногу е важна вистината за да било кој штедиме и на крајот секако правосудните инстанци сега имаат помош во носењето на одлуките, кога го знаат и ставот на истражните органи од делот на поднесителите на кривичните пријави. Тоа е официјалниот став даден преку зборовите на Гордана Јанкуловска и Сашо Мијалков да носат одлуки. Заев нема намера да биде Груевски исто, па да коментира како тоа судот би се однесувал и што би носел одлуки. Правосудството, комплетно со обвинителство и судство заедно, треба да бидат далеко од раците на канџите на политичарите и да носат независни судски одлуки, да делат правда согласно сите докази кои што ги имат, и согласно тоа јас се надевам дека се што соопштивме ќе биде од помош на многу граѓани да дочекат правда. Правда толку драгоцена во сопствената земја во 21 век. Така да повеќе коментари не би можел да дадам, тоа е еден разговор кој што ја кажува вистината, ние обелоденивме и се надевам дека ќе биде од помош и за правдата, и за вистината, и за слободата на многу значајни граѓани на ова наше општество. Повелете други прашања дали има? Ви благодариме на сите на вниманието.